Не можам да сватам ниту јас, ниту нашиот преговарачки тим, а верувам ни нашата македонска јавност, како на некој може да му е поважно да од овие 12 часа разговори, повеќе од 8-9 часа потроши на важноста на донесување на закон за забрана на објавување на политичките бомби од европската иднина на граѓаните, на сите граѓани на Република Македонија. Навистина, не можам ниту јас, ниту било кој од нас да имаме рационално објаснување дека не може да се постигне договор за едноставни работи и упорно да се купува време до последните моменти. Останува уште 20 часа од денешниот ден да се имплементира законот за специјалниот обвинител и да се избере техничката влада на Република Македонија, за да може да се испочитува договорот подпишан на 2 јуни и 15 јули. Повелете. Има договор за законот за влада? Нема договор, значи очекуваме реализација целосна на законот за специјалниот обвинител и секако реализација на договореното од 15 јули, а тоа е организација на влада, онака како што е дефинирана во договорот, ниту повеќе, ниту помалку. А зашто имате договор? За нови евентуално мерки ако нема договор? Рековте 20 часа. Сега е 4 часот наутро. До 24 часот, денеска е 20 октомври. Постојат уште 20 часа да се постигне договор за вака едноставни работи. Едноставно, да се имплементира закон, толку едноставен закон за специјалниот обвинител и да се избере тимот на специјалниот обвинител и да се избере техничка влада онака како што е дефинирана во протоколот и прецизирана од 15 јули. Тоа е дистрибуирано на јавноста и толку едноставно. Ако кочи ВМРО да помага и го почи целиот процес и ако кочи, зашто кочи? Конкретно. Што е спорно кај нив во овој законов, изменивање на законов за влада, кај што треба да се додадат замениците министри од опозиција? Реков, 8 часа се потрошија за законот за бомбите, за да можете да бидете казнувани вие медиумите и да биде воведена цензура. Нема да дозволиме да се донесат закони кои што се спротивни на европските вредности. И тоа е против Република Македонија. Тоа не е само против нашите ставови. Тука беа главните проблеми. Спорот во делот на имплементацијата на техничката влада е ветото на замениците министри. Апсолутно тоа е дефинирано во самиот член од протоколот, каде што објаснува се однесува на финансиски, човечки и уште што беше едно, правни работи, поврзани со организацијата на изборите. Тоа треба да се преточи во закон, ни повеќе ни помалку. Едноставна е работата. Постојат закони и за влада, постојат и закони за јавна администрација, сето друго е постојано во Република Македонија. Дали ќе може да користите објавените бомби досе за време на изборната кампања? Значи, има уште 20 часа да истече рокот согласно договорот од 2 јуни и 15 јули. Што ќе се случи ако не се договорите? Пропаѓа договор? Секако, ако нема договор, ние нашите ставови јавно ќе ги соопштиме. Господине Заев, што е спорно во овој закон кој се предлага за ограничување на објавување на прислушкуваните материјали? Која е позицијата ваша, која е на премиерот Груевски и другите? Нашата позиција е дека недозволиво е никаде во современиот демократски свет, ниту во Европската Унија, да има 5 години затвор за главен уредник, за новинар, за медиум или било кој одговорен како физичко лице во правното лице медиумот. Тоа е недозволиво, никаде во светот не постои и е спротивно со европските вредности. Македонија треба да ита во исполнување на европските вредности, не да бидеме само членка на Европската Унија, за да може да ги конзумираат граѓаните тие европски вредности. Не може никој да даде согласност на вакви законски решенија. И апсолутно едноставноста е, не може да се согласиме да бидат казнувани медиумите и представниците на медиумите и да биде сето тоа спротивно на европските вредности. Според ова вие што го зборите, не сте биле ниту блиску до договор. За кое приближување на ставови зборуваат Ахмети и Димовски? А сум изборниот закон. Знаете како и да ги кажеме, нашите ставови може да бидат субјективни ставови. Меѓународната заедница е целосно присутна. Јас сум неизмерно благодарен како граѓани на Македонија за нивните напори што ги прават овде, работејќи поприлично навидом едноставни работи, но никако да не се дефинират и само остават впечаток на купување време.
До кога да купуваме време? Еве дојде и комесарот Хан. До кога? И сега и овие 20 часа последни да ги купуваме. Апсолутно едноставни се работите. Транспарентно ги кажувам и еве сум овде пред вас. За сето она што прашувате имаме одговори. Чесно е дека не можам да дадам согласност јас, ниту СДСМ, ниту опозицијата, да се казнуваат медиумите. Ниту пак да биде нешто донесено како закон кој што е спротивно на европските вредности. И апсолутно такво прашање е абсолвирано прашање. Ке не осуди секој граѓанин на Македонија, ако такво нешто да говориме. Правото на вето е дефинирано во договорот. Тоа не треба ниту да се одзема, ниту да се додела. Е дефинирано во договорот. Тогаш ги насочивме сите наши капацитети и мисли да изнајдеме формулации. И тие се изнајдени и се впишени во договорот од 2 јуни, поточно од протоколот од 15 јули. И тоа е толку едноставна работа. Седнете, прочитајте го, било кој ќе му стане јасно што значи вето и за што се однесува. За организација на избори и во кои сегменти се однесува. Не треба нешто посебна филозофија за да се прецизираат ваквите работи. Господин Заев, дали сте оптимисти? Не можам да кажам, заради тоа што еве нерационалноста во однесувањето, транспарентно ја соопштувам и ја кажувам. Ако е до нас, ние сме целосно посветени, максимално флексибилни и со сета енергија насочени да успее договорот и Македонија да чекори кон Европската Унија, а при тоа да имаме фер, демократски и регуларни избори. Значи, ако се сака, може за 2 часа да се постигне договор. 20 часа, дури се и премногу. Дали ќе продолжат работните групи од СБР да се договара, да преговара? Оставаме на меѓународните посредници. Ако ги свикат, ние сме на располагање. Секако, реков, уште 20 часа останува до истекот на рокот предвиден во договорот. Каков е ставот на Хан во врска со процедурата? Ќе опрашате комесарот Хан. Окей. Благодарам.